Па Гладиатор од лани, од мај месец почна да презима мерки, односно да работи веќе интензивно, откако почна, откако да речем се стопли, се овозможи условите за работа надвор и откако ги добивме протоколите за работа од нашата матична карате федерација, почнавме да работиме на отворено. Прво во градскиот парк, потоа и во паркот во дворот на основното училиште Васил Гојнов. И тренинзите се одвиваат тековно, значи спрема распоредите кои што беа зададени и од сабајле и попладне. Така, во однос на членовите, колку бројови карате клуб? На листа на список се некаде околу 100. Со тоа што морам да спомнам дека карате клуб Гладиатор има и филијала во Скопје. За прв пат, нели? Од Велес доаѓа одеа во Скопје, сега од Скопје доаѓаат во Велес некој. Така да и таму работиме, но таа бројка варира зависно од условите. Но конкретно сега во пандемијава се спушти многу бројката се спушти до 30 на членови, а 30 на членови, оние најголемите поборници на такмичарите на првачите што прават резултати. Како влијаеше пандемијата од коронавирусот, освен на намалувањето на бројот на членови? Па знаете како, тоа е за сите ново и за нас беше исто така и ние моравме прво да видиме кај се наоѓаме во целата работа. Карате федерација успеа ланската година пред самата пандемија да заврши 2 национални првенства за сениори и за деца. И преку тие 2 првенства, всушност ние остваривме резултатите што требаше да ги направиме, прилично високи. Но пандемијата, морам да признам дека сериозно не потресе, како и сето друго, цело друго општество, значи. Најмногу тоа се одразува на оние, да ги речам, делови од општеството кои што се така, да не речам на краевите, на маргините, затоа што се не толку битни за опстанокот на еден човек, а во оваа ситуација буквално на тоа се сведе работата. Но потоа се види дека мора да се продолжи нормално колку што можеме. Па реков, ние преземавме мерки и почнавме да работиме спрема протоколите што ни ги испратија и од Министерство за здравство и од тоа што беше препратено од Карате Федерација на Македонија. Можам да кажам дека успешно се справуваме сега за сега. Не сме на некое си врвно ниво на кое што треба да бидеме, затоа што ни се скратија условите по кои што работиме. Знаете дека каратето не е веќе само за вежбање во природа. Ние имаме и надпреварувачки дел кој што бара специјални услови, значи тука се малку и теретаните, малку и татамите на кои што треба да вежбаме, значи просториите во кои што вежбаме веќе не можевме да влеземе во основното училиште Васил Гојнов, нашето матично место кај што работиме. Па моравме да се прилагодуваме. На крајот таму негде ланската година во октомври месец се договоривме со спортски центар Будо. Сега во моментов таму ги одвиваме нашите тренинзи. Така, неодамна се одржа надпревар за најдобрите каратисти, каде што Велешани и дел од вашиот клуб освоја награди. Во каква атмосфера помина и колку деца беа наградени? Па јас спомнав дека ние како Карате Федерација успеавме да направиме 2 државни првенства и на тие државни првенства сериозен настап на Карате клуб Гладиатор, што веќе стана традиција и препознатлив дел. Имаме 7 номинации, 2 во сениорска. Мартина Арсовска е втора сениорка од најуспешен каратист во Карате Федерација на Македонија. Марко Бунтевски исто така трет. И во У21 Ѓорги Бановски, исто така државен првак претходно, значи прв во У21. Потоа Андреја Алексовска како втора во кадетки, Мартина Пајво прва и во кадетки, Теа Гашева втора јуниорка, Стефан Стојановски трет јуниор исто така. Значи, да не речам преполно од Гладиатор, дури 7. 2 златни, 4 сребрни и 1 бронзена плакета, односно признание, што е сериозен успех за еден клуб како што е Гладиатор. Ние имавме лани настап на Европското првенство во Будимпешта. Тимот беше на 11-то место пласиран. И плюс уште Ѓорги Бановски во У21 и Мартина Арсовска исто така во пласман беа. Што е, така кажам, за еден клуб како Гладиатор сериозна работа, значи тоа се национални репрезентативци, Ѓорги во У21, Мартина кадетки, девојчињата ката тимот
во јуниорски кадети. Колку е важна соработката со родителите, пуштани ли има и малолетни деца кои што ги освојуваат карате териториите? Знаете како, во спортот воопшто, а посебно во каратето, многу е битен тој така наречен триаголник меѓу тренерот, родителот и надпреварувачот. Каратето како карате, посебно во Македонија, е околу 70-80% застапеност на деца, малолетни деца. Многу е потребна таа соработка на тренерот со родителот и со надпреварувачот за да може да направиме резултат. Можам да кажам дека тоа успешно го правиме во карате клуб Гладиатор. А она што спомнавте за судискиот дел, знаете како, кога се работи за надпреварувачкото карате, мора да ги знаете правилата по кои што треба да се одвиваат работите. Кој ги знае најдобро ако не судиите. Во случајов, јас сум и председател на судиската комисија на Карате Федерација на Македонија, единствен со таква светска лиценца во Македонија, еден од 20 светски судии кои што судат топ финалиња во светските премиер лиги. Тоа мое, да речам, мешање со високиот квалитет на ниво на светска Карате Федерација, потоа го пренесувам доле во мојот клуб и овие резултати што се случуваат на моите надпреварувачи е со значи практички должна ситуација што треба да се случи од пренесувањето на тие информации. Така и во однос на годишната возраст, само кој може да биде член во карате клуб Гладиатор? Дали има иднина во Велес? Кој може? Знаете како градов ни се смалува, да речам. Многу секој година се помалку и помалку деца се запишуваат на школу, тоа само тоа кажува дека и се намалува бројката нивна, меѓутоа ние може да кажеме дека успешно функционираме до сега. Мора да се одбележи тоа што Карате клуб Гладиатор не бира годишна возраст на надпреварувачите нормално. Сме имале надпреварувачи на каратисти што почнале со 4,5 години. Во моментов ги имаме. Значи деца што почнале од 4,5 години и кои што функционираат, но и возрастни луѓе. Значи каратето како карате е таква вештина, спомнувам, значи вештина, не спорт само, вештина која што има неколку аспекти што ги покрива од здравствен, од физиолошки, спортски, сите тие аспекти потоа изградуваат една, како да кажам, комплексна личност која што е сериозно почитувана во средината во која што се наоѓа. Јас сум многу горд на моите црни појаси, тоа се луѓе кои што се успешни во општеството, ценети од околината и се надам дека и следниве генерации ќе ги заземат нивните места понатаму. Дали каратето е добро како хоби или пак препорачувате на младите кои што се влюбени нели во оваа вештина, да ја наречеме не само спорт, да професионално да се занимаваат со тоа? Знаете како и јас почнав како сите други што почнуваат интересно, па ќе почнеме сите, меѓутоа кај некој тоа остава потоа трага и се задржуваат. Долги години го работев како аматер, на аматерско ниво, и сум бил надпреварувач и за бившата држава, репрезентација на Југославија и потоа на Македонија и сите тие нивоа. Меѓутоа, некаде пред 10-11 години одлучив дека оваа работа треба да ја работам максимално и се посветив на неја. Значи, за мене ова веќе професија, јас живеам со каратето, живеам од каратето, живеам и за каратето. Не можам да кажам дека не ме исполнува. Јас уживам додека работам, можеби тоа е тајната на резултатите што ги постигнуваме.